Здраво! Јас сум Марија. А јас сум Најди. За приказни за добраник за бунтовни девојчиња. Од Елена Фавили и Франческа Кавало. Па тоа се девојчиња што се бунат против некои работи. Па овде е за правата на жените. За себе си? Жените да бидат еднакви со мажите. Па како што рековме, тие се Елена Фавили и Франческа Кавало од Италија и решиле да ја направат книгата за да им покажат на другите дека и жените добри и исто толку моќни колку и мажите. Како се викаше тоа што му кажуваше на К? Така што преку краудфандинг собирале пари за да ја направат книгата. Милион. 1 милион долари. Долари. Да. Не знам. Во сите земји на светот. Како да не? 100. Па тука пишува дека се 100, маги, ама инаку на некои страници се сестри. Па да. По неколку сестри, ама се напишани како една. Затоа што нема на секоја посебно да пишува што и се случувало сличното. И модерни и не модерни. Како некој. Од Клеопатра до Мишел Обама. Мене најомилената од сите ми беше Жако Делај. Таа била гусар. Па да, мене ми е многу интересно. Си имала некои своји острови и замоци и имоти и умрела во престрелка да се го заштити имотот. Зашто била храбра? Не знам, може нешто била тинејџер или нешто 20 години веројатно. Или чекај? Не, на 20 години умрала. Многу млада била. Ни едниот, ни другиот. Мајка ја умрела откако го родила братот и помалиот, а таткото набрзо потоа и таа морала да си најде начин како сама да се издржува. Марија си била Мерија. Таа била научник. Тоа значи некој како научник кој ја истражува природата. Во нејзината земја верувале дека перутките се раѓале од кал, а таа сакала да им покаже дека се раѓаат од гасиници и таа открила дека перутките се раѓаат од гасиници, така станала природонаучник. Па едноставно затоа што сакала да им покаже на другите што навистина се случило
Има и тука една многу убава слика, ми се допаѓа. И затоа што многу... Да, баш што се качува по дрва. Што... Едноставно е сакала природата. Мојата втора е Поликарпа салавариета. Од Колумбија. Тогаш шпанците ја освоиле Колумбија и таа била шпионка, затоа што знала да шие и се преправала дека е шивачка и шиела во шпанските семејства, дошиела, прислушкувала и такава шпионка била. А ако некој ја пороби Македонија и вака вие станете шпионка и одите и собирате докази тука за да ја ослободат, нема да мислите дека е добро тоа што го правите? И на крај ја фатиле кога имал 22 години. Па така ја откриле. Поликарпа уствари не е вистинското име, туку тоа е тајното име, вистинското име никој не го зна. И рекла дека ќе остава жива само ако открие како и се викаат пријателите. И ја убила. Па не ги кажала не е таа предавник. Затоа ми се допаѓа, толку била храбра, за својата земја си умрела. Сега ќе кажам за Бренда Чепмен. Таа сакала да работи за Дизни и рекла дека многу убаво црта, ама рекле да дојде кога ќе биде постара, затоа што таму само мажи работеле. Немала образование. Ама таа не се налутила ништо, дошла кога била постара и тогаш морала да ја примат. И таа ја смислила еден од моите омилени цртани за една принцеза која се вика Мерида. Таа е една многу храбра принцеза која сака да стрела и јава коњи. Косата е нацртана, ама исто така затоа што многу убави цртани правела, кои се многу убави. И секогаш се ставени некои храбри принцези. Джесика Вотсон. Море Буас. Јас не разбрав баш тука дали го преплувила светот или еден океан, ама сосема сама се едно многу мало бродче преплувила огромно растојание. Не, си преплувила и се вратила дома. Среќна. Со едно сосема малечко бродче со джиновски бранови се борела. Да речеме, таа која е толицка, бродчето е било до тука. Сосема сама. Па прве многу се плашела од вода и после еден ден собрала храброст и почнала да плива во базенот што го имале дома и тогаш многу ја засакала водата и решила да преплови. Да, сега има 23 години. Кога имала 16.
Затоа ми се допаѓа, затоа што има 16 затоа што на 16 години стусаме сама дна со едно толицко бродче толку многу далеко препловила. Не сум сигурна, не сакам многу опасности, ама повеќе сакам да направам нешто добро, каде што нема толку џиновска опасност. Секој момент може да со толицко бродче да и падне еден џиновски бран врз главата и се преврти бродот и после, ако се спаси, ќе испадне храната. За Мод Стивенс Вагнер. Таа е една тату артистка. Никој што прави татуаж. Не се бришат, освен ако не тие гори кожа. Таа не е жива. Таа прво работела како циркуски акробат или така изведувач. Сретнала некој човек по име Гас Вагнер и видела дека тој е целиот нацртан со татуажи. Побарала да и нацрта и не за една и нацртал. И тоа многу и се допаднала татуажата. И почнала и таа да работи како Гас Вагнер. Да црта татуажи, да, артистка. Па затоа што мислам дека не затоа што сакам да имам татуажи, туку затоа што мислам дека татуажите се кул. Како да кажам? Кул е кул. Не се објаснува тоа, во денешен свет секој знае што е кул и не е за објаснување нешто. Кул значи нешто мешано од интересно. Нешто модерно. Нешто модерно и интересно. Па во тоа време ретки биле татуажите за жени. А таа ги носела. За крај ќе речеме дека Да ја прочитате секако, без разлика дали сте девојче или момче, освен ако не ви се свијат вакви работи. Ве молиме, немојте да бидете бунтовни само за да бидете бунтовни. Бунтовни ќе бидете ако требате, затоа што ни една од овие не била бунтовна само за да биде бунтовна. Ајде сега, чао од мене. чао!